Жителите на селото Чифлик излегоа на предупредувачки протест и ја блокираа коловозната лента на магистралниот пат Кочани-Штип. Упатија единствено барање до општина Чешиново-Облешево да им обезбеди водовод и канализација. На протестот жителите истакнаа дека во изминатите 20 години повеќе пати реагирале кај сите градоначалници од различни политички опции, но проблемот никој не им го решил. Поради тоа се заканија дека нема да излегуваат на избори. Ние како село немаме ни чиста, ни пивка, ни канализација, ни одвод и на секој може начин таа вода ја користиме што ја имаме моментално, иако е хемиски неисправна, бактериолошки и многу пати оваа пумпа од јавно здравје Кочани лепат плаката дека водата не е исправна за пиење. Али друга вода, друга бушотина, за разлика од цело село, немаме подобра и луѓето се приморани на овај начин да ја користат. Замислите, а иднината нови ученици кои се 20 на број, во ова време да немаме пивка вода за пиење. Значи, септички јами да, кои секој излеват и дополнително представуваат терет на секој домаќинство. Сериозен е проблемот, не е сегашен, туку е дамнешен и затоа сме ние сплотени, како некогаш да кажеме пред 30 години. Затоа не е политички протест, тоа е само граѓански. Од самите градоначалници до сега што беа, не само актуелниот, него од 96 година ние сме општина Облишево, Чешиново-Облишево, никој не се зафана нашите проблеми да ги реши. Затоа ние сега селото организираме да не искачаме на избори, се додека не се решат проблемите. Дали ќе бидат локални, председателски, парламентарни, не е важно. До пред 3 децении Чифлик било село со најразвиена инфраструктура во тогашната општина Кочани, но по влегувањето во сегашната Чешиново-Облешево останало заборавено од локалната власт. Тоа е главната причина што и младите полека се иселуваат. Веќе кај нас не е проблем со завработувањето. Не за проблем ни, како што се кажуваше, ниските плати. Проблем е нерешените комунални проблеми и тоа како причина сега ни се иселуваат младите. Ако појдете во селото ќе видите дека имаме релативно добри куќи со добро уредени дворишта, меѓутоа од тие нерешени комунални проблеми младите го напуштат и имаме повеќе од 20-30 куќи напуштени во кои веќе не живеат. Значи тоа е мене како човек во повозрастни години што ме загрижува дека ако вака не се решат проблемите, младите ќе не се иселат. Откако дојдев во Чифлик, со маката без водовод се соочувам 7 години и лиштата ги носам постојано у теранци да ги перам кај мојата мајка, бидејќи тука со нашата вода бели лишта у Чифлик ние немаме. Во 21 век, кога нашата држава се стреми за ЕУ, без решени прашања за водоводна и канализацијска инфраструктура на селото, ние сме лишени од достоинствен живот. Нарушено е едно од основните човекови права – правото на здрава вода за пиење. Дополнително условите ги загрозуват и со испуштањето на отпадните води. Жителите на Чифлик нагласија дека повеќе пати поднесувале барања до општина Чешиново-Облешево да им ги реши основните комунални проблеми. Добивале одговор дека не се обезбедени финансиски средства. Чифличани се сомневаат дека локалната самоуправа воопшто може да добие некаква поддршка од државата, бидејќи поради неодговорното однесување претходните проекти не биле успешно завршени.